светлината на познанието. Во неја агонија што над звездите им служеа, од звездата се учеа. Тебе да ти се поклонува, сонце на правдата, и тебе да те позна Христот од висините. Господи, слава ти! Слава на Бога, но тоа е кога срцето е полно со радост, кога срцето е полно со доживување за вистината, со доживување на животот на Бога, тогаш тоа срце го потикнува јазикот да ја пренесе таа радост. Така да јас себе сум навистина радостен што по вака ве гледам тука присутни, скоро сите што сте овде присутни ве познавам, можеби некого не познавам, но ви благодарам, како што тоа го каже и братот Душко, што еве денеска дојдовте овде за да сите вие заедно ја споделиме оваа радост на ова годишно собирање на движењето за организирана духовна обнова на Македонија. Браќи и сестри, ова движење го започна своето придвижување кон дома, кон Небескиот Отец 2005 година. Основачите на ова придвижување се тука присутни. Тоа е братот Андреј, братот Јоцо и братот Јани. Во овој круг започна, како да кажем, ова идеја за придвижување, а од каде дојде идејата? Идејата дојде од таму што веќе како луѓе кои подолго време живеат во црквата Христова, се трудат да живеат спасоносен христијански живот, додовме до заклучок дека имаме потреба да се организираме. Јас тогаш не бев свештеник, се уште бев во редот на верните. Додовме до заклучок дека е потребно нешто да се направи во животот нашата помесна Македонска православна црква, што ќе придонесе да се придрижат луѓето, прво традиционалните верници, кон вистинското сознание и практикување на верата. Значи, ние имавме сознание дека еден огромен процент од така наречените традиционални верници само традиционално, формално, површно ја практикуваат верата, без длабоко да навлезат во нештата. И дојдовме до заклучок дека тие луѓе имаат потреба од некој што ќе ги поучи во тоа. Значи, првата наша идеја беше да се сведочи автентично Христовото Евангелие тако како што тоа е откриено од него во силата на Светиот Дух и протолкувано, утврдено од богопросветените свети оци на православната црква. Потоа, полека, браќи и сестри, на ова придвижување наше се вклучија многу луѓе и полека во рамките на ова движење формиравме 3 програми или 3, како што ние ги нарекуваме, 3 проекти низ кои се изразува нашата желба да се помогне на просветен, мисионерски и милосрден план на нашата Македонска православна црква. И тогаш го започнавме проектот да живееме заедно како црква. Во рамките на тој проект е и нашето училиште за животот, кое знам дека повеќето од вас сте го поминале. Потоа го имаме или проектот или програмата Заштитничка рака, тоа е милосрдно дело. Сестрите што се тука присутни, што го организираа се тоа тамо, се всушност оние кои се активно вклучени во се тоа во црквата. И потоа го имаме и проектот, односно програмата за животот во Македонија. Тоа е проект програма кој има за цел да се актуализираат и внедрат вистинските христијански семејни вредности. Така да, тоа е целта на движењето до дома. Целта е на сите оние кои однатре ќе го почувствуваат тој порив да се вратат до дома, да го стекнат повторно изгубеното единство со Бога, да го стекнат онаа состојба на постојање од која отпаднавме, тоа е Царството Божјо, на таквите наши браќа и сестри кои го почувствувале тој порив во себе, тој потик, тој Божји призив да им помогнеме да ги насочиме по патот на спасението. За тоа постои ова движење. Ние не сме никаква организација, ни никаква институција, туку и кога го организираме ова наше дружење, го нарековме движење. Ние имаме за цел само на луѓето да им помогнеме по патот.
просто да им се најдеме на патот на спасението. Затоа и суштината на нашето сведочење е Царството Божјо. Тоа е нашиот дом. Затоа што се што се случува во овој свет, браќи и сестри, си има во себе суштина на релативност, на минливост. Но нашата душа, нашата личност создадена од Бога за вечност, има потреба за нешто што е известно и за нешто што ни овозможува вечна заедница со нашиот Творец. Таа заедница, таа состојбена екзистенција од самиот наш Спасител е наречено Царство Божјо. Односно, таму кај што владее Бог. Односно, таму кај што владее доброто. Таму кај што нема зло, таму кај што нема грев, таму кај што нема смрт. И самиот наш Спасител Исус Христос, како што е тоа засведочено во Евангелието според Лука, тој во Капернаум им го вели на своите ученици: и на другите градови треба да им соопштам радосна вест за Царството Божјо, оти за тоа сум пратен. Самиот Син Божи, самиот совечен Син Божи, ја прими човечката природа од Светата Дева Марија, за да повторно ни го покаже патот кон онаа состојба на постоење за која сме создадени од нашиот Творец и за кое копне нашата душа. Тоа е Царството Божие. Целата смисла на христијанскиот живот е стекнување на Царството Божие. За тоа и за таа вистина и за тој правец и за тој пат дојде во овој свет и нашиот Спасител. Потоа Христос вели: зашто Царството Божие е во вас внатре. Значи, оној кој сака да ја оствори таа вечна состојба на екзистенција, во вечна известност и заедница со Бога, таа состојба треба да ја оствори во овој свет. Како што вели еден свет отец на црквата, Свети Симеон Богослов, ние во овој свет се подготвуваме за вечниот живот во Царството Божјо. Но како се подготвуваме? Што вистината за Царството Божјо и вредностите за Царството Божјо ги внедруваме внатре во нас. А состојбата на постоење во Царството Божјо е радост, мир, љубов и светост. Така да целиот христијански живот има за цел во нас да внедри радост, да внедри чистота, да внедри мир и да внедри светост. Состојба кај што нема зло. И затоа Христос вели: тој што го остварил внатре во себе, во овој свет Царството Божјо, ќе го наследи и по денот на воскресението, вечниот или последниот суд. И на крај вели Христос, тогаш ова е од Светото Евангелие според Матеј, тогаш царот, односно Месијата, ќе им каже на оние што му се од десната страна: дојдете благословени од мојот Отец, наследете го царството приготвено за вас од почетокот на светот. Браќи и сестри, ние во еден момент од овој свет си заминуваме и сите според Божјото ветување и откровение знаеме дека ќе дојде денот на воскресението, кога Бог ќе ги воскресе нашите тела, ќе ги пресоздаде нашите тела и ние сите ќе застанеме пред конечниот и последниот суд Божји. Оние кои во овој живот чекореле по патот на светоста, кои се враќале дома кон Царството Божјо, кои во себе го внедрувале Царството Божјо, ќе го слушна тогаш она што Христос им го рекол на своите апостоли: дојдете благословени од мојот Отец, наследете го царството приготвено за вас од почетокот на светот. Тоа е можеби оваа реченица од нашиот Спасител, можеби е модус вивенди на нашето движење. Тој што ви го рекол пред ноце, оние што го почувствувале поривот внатре во себе, поривот за царството, поривот за заедница со Бога, поривот за светост, ние сме тука како Христови ученици, како членови на неговата црква, на таквите наши браќа и сестри да им помогнеме. Битен сегмент на кој ставаме акценти како христијани и како луѓе кои живеат во ова наша Македонија е семејството. Затоа што, браќа и сестри, семејството и црквата се две заедници кои се благословени од Творецот, кои се промислени од Творецот, кои се создадени од Творецот. И тие две заедници имаат своја известност, затоа што имаат Божји благослов и тие никогаш нема да исчезнат од овој свет. Семејството и црквата. Семејството за нас христијаните е битна клетка, битна заедница, затоа што во семејството
се формираат новите личности на здрава основа, и на здрава биолошка основа, и на здрава духовна основа. Значи не само на духовна, туку и на здрава биолошка основа. И затоа за нас православните христијани бракот е света тајна. Зошто е света тајна? Затоа што две личности од спротивен пол, денеска полека и тоа некој на некого му прече и така натаму. Значи две личности од спротивен пол, потикнати од својата љубов, формираат основа за биолошко и духовно постоење на нова личност во овој свет, која во овој свет треба да се подготвува за Царството Божие. Затоа, во нашето движење, и како православни христијани, и како одговорни граѓани на ова наша Македонија, ставаме акцент за тоа дека враќањето на автентичните евангелски православни христијански вредности во семејството овозможуваат благословено семејство, благословен однос помеѓу паровите и благословен однос и знаење, мудрост како да се насочат децата по патот на спасението. И затоа ги има овие три точки. Затоа мажот ќе го остави татка си и мајка си и ќе се прилепи кон жената своја и тие двајцата ќе бидат едно тело. Тоа е Божја заповед на уште кога Бог ги создава нашите прародители, тоа трае од тогаш до ден денеска и ќе трае до крајот на овој свет. Потоа, битен момент ни е. Добродетелната жена е радост за својот маж, таа годините на нивниот живот ќе ги исполни со мир. Книга Мудрост и Ракова, и така, мажите се должни да ги сакаат жените своји, како што ги сакаат своите тела, оти која сака жената своја, тој се сака и самиот себе си. Значи, целта на христијанските вредности, кои ги негуваме во нашето движење, е мажот и жената да осознаат на која основа да го градат својот однос помеѓу себе и да изградат здраво и благословено семејство. Односно да изградат здрава и благословена вертикала кон Бога, да изградат однос кон себе си и да знаат што да им дадат и на кој план и со која насока да ги насочат своите деца. Втората заедница во овој свет која има Божи благослов и известност, како што реков, тоа е црквата. Внимавајте, многумина денеска црквата ја доживуваат како некаква институција, ја доживуваат црквата како некаква религиозна заедница за практикување на некаква формална традиционална религија и така натаму, или црквата ја доживуваат, а најповеќе тоа се случува за жал, црквата ја доживуваат како храм, како зграда. Браќа и сестри, ни едното, ни второто, ни првото, ни второто, ни третото не е тоа. Црквата, тоа е заедница на Христови ученици во Светиот Дух, кои во овој свет се подготвуваат за Царството Божие. Ние заедно во овој свет, живеејќи во црквата, живеејќи во вистината на црквата, живеејќи во заповедите Христови, во силата на Светиот Дух, во себе го градиме Царството Божие, го внедруваме Царството Божие и се подготвуваме за Царството Божие. Во тој процес ние си помагаме еден со друг. А тој процес се темели на нашата љубов помеѓу себе. Затоа што, внимавајте, што е љубовта? Љубовта е да сакате некој да постои вечно. Ако не сакате некој да постои вечно со вас, во заедница со Бога, вие не го сакате на вистински начин. И затоа, во делата на светите апостоли, апостолот Лука ги каже, а Господ секој ден ја умножуваше црквата со оние што сакаат да се спасат. Господ ја умножува црквата, заедницата со оние што сакаат да се спасат. Понатаму, кај Тимотеј и апостол Павле вики, Божиот дом кој е црквата на живиот Бог, столб и тврдина на вистината. Знаете, столбот држи нешто да не се сруши, а тврдината нешто да не биде освоено. Значи црквата во овој свет е столб и тврдина. Тврдина и столб на Божјата вистина, на Божјото откровение. И понатаму светиот апостол Петар вели вака: но вие црквата сте род избран, царско свештенство, свет народ, луѓе придобиени, за да ги возвестите о совршенствата на оној кој ве повикал од темнина во својата чудесна светлина. Значи, тоа е тој момент на призив. Избраност, призив, потик, тоа е тој момент во кој човек останува христијанин. Тој е момент на внатрешно раѓање, кога нашата личност, нашиот дух, нашата ипостас, тоа што сме ние, ќе почне да се раѓа за вечен живот. Целта на ова наше придвижување е да им помогнеме на таквите, како што реков, да ја фатат својата вистинска насока.
Понатаму, ние како семејства, христијаните како семејства, како црква, живееме во општество, нешто што е општо, заедничко, во домовина, кој е наш дом, и татковина, нешто што сме го наследиле од предците. Но внимавајте, може ли само тамо потивко? Но внимавајте, кога го концепирав ова денеска, моето изложување, кај раните христијани е малце многу интересен пристапот кон општеството или домовината или татковината. Можете во Стариот Завет да најдете многу идентификација на старозаветниот народ Божи Израелот со нивната држава Израел. Но кај раните христијани, тие не се идентификувале со ниедна држава, со ниедно општество. Тие живееле во разни општества, во разни држави, но со ниедно не се идентификувале. Биле примерни граѓани, биле примерни граѓани. Биле прекрасни родители, ги воспитувале на вистински начин своите деца, но тие велеле ка нивната татковина е царството. Но биле најлојални граѓани на тоа општество, на таа држава. Но внимавајте, знаејќи дека нивната вистинска татковина е царството Божјо. И затоа апостолот Павле ќе каже, кај евреите ова напишано во неговото послание, бидејќи овде немаме постојан град, туку го бараме оној што ќе дојде. Немаме постојан град. Браќи и сестри, многу царство поминале, многу држави се смениле, општествени уредувања, но што останува во овој свет? Семејството, црквата. Семејството и црквата. И тоа ни е нас битен момент, да го јакнеме семејството и да ја јакнеме црквата. Ако имаме силно и благословено семејство, со здрави сопружници, со вистински насочени духовни чеда од нивниот брак, ако имаме здрава црковна заедница, тогаш и нашето општество, тоа што е општо, нашата домовина, тој наш привремен дом во овој свет, нашата татковина ќе биде благословена од Бога. Зошто ќе биде благословена? Затоа што во неа живеат благословени луѓе, кои тежнеат за она што е вистинското и она што е во себе има вистинска реалност, а тоа е царството Божјо. И за крај, почнав со царството Божјо и завршувам со царството Божјо. Навистина во христијанскиот живот колку повеќе навлегувате во неговата суштина и внимавајте, во самата молитва Оче наш, Христос, Месијата, што ли вели? Во секоја молитва ние што велиме? Да дојде царството Твое, да дојде царството Твое. Просто да помине ова отпадната со злото и гревот и смртта извалка на состојбена екзистенција, но кога ќе дојде тоа е промислено од нашиот Творец, од нашиот небесен Отец. Затоа во своето откровение светиот апостол Јован и пишува овие зборови. Еве го светиот шатор, светилиштето на Бога меѓу луѓето, и тој ќе живее со нив, тие ќе бидат негов народ. Но кои тие? Внимавајте, кои тие? Тие кои во овој свет се подготувале за царството Божјо. Тие ќе бидат негов народ. А самиот Бог ќе биде со нив, нивниот Бог. И ќе избрише Бог секоја солза од очите нивни, и смрт нема да има повеќе. Ни плач, ни пискот, ниту болка нема да има повеќе. Бидејќи поранешното помина. Крај. Значи, суштината на секој христијански спасителен живот, суштината на секој христијанин е да го разбере ова. Да ја разбере вистинската реалност на екзистенција. Кога ние христијаните велиме во каква реалност живееме, ова е вистинската реалност на нашето постојање, Царството Божјо. А оваа состојба во која сме ние е состојба во која ние се подготвуваме за оваа состојба. И кој ќе го разбере ова, тој човек не се врзува за минливи, коруптивни и лажни вредности. Туку во себе го открил вистинскиот пат. А вистинскиот пат е Христос. Самиот тој вели, јас сум патот. Тој што го открил Христос, го открил вистинскиот пат. А вистинскиот пат води кон вистината. А оној што ќе разбере вистината на постојањето, разбира што е живот. Затоа Христос вели, јас сум патот, вистината и животот. И затоа ние ова наше придвижување го нарековме до дома. Да си дојдеме до дома, да си помогнеме, да си дојдеме до дома. Но при што, доаѓајќи, патувајќи до нашиот вистински дом, да им помогнеме на сите оние што се наоѓаат со нас во овој наш дом, а тоа е ова наша Македонија. Затоа, движењето го нарековме движење за организирана духовна обнова
на Македонија. Обновувајќи се себе си, обновувајќи ги нашите семејства, обновувајќи нашата помесна Македонска православна црква, Охридска архиепископија, исполнувајќи ја со дух, ние го благословуваме и го осмислуваме и го обновуваме нашето општество. Зошто на нашето општество му е потребна духовна обнова, како што самиот наслов вели духовна обнова наместо индивидуално и општествено мртвило. Сето тоа е убаво, Царството Божие и прекрасно, секој што се го нашол во себе го носи, меѓутоа тоа како да го имплементираме во секојдневното живење. Односно, зошто ако има толку добри луѓе и зошто ако го носат тоа во себе не успеваат да го екстраполираат во секојдневното живење, односно во општеството. Ке започнем со една позната максима со кого си таков си. Односно, најчесто ни се пласираат полно тези дека е па види, сега така е Македончето, видете, сега не ни чини ситуација во која се наоѓаме и обично еден на друг си пренесуваме дефетизам, си пренесуваме неспокој, си пренесуваме некои негативни енергии, наместо да си ги пренесеме убавините и чувствата кои што ги имаме во себе. Сега, значи, таман ќе тргне во општеството да е подобри економија, да се влошили меѓупартиски односи. Таман ќе се подобрат меѓупартиски односи, меѓуетнички тензии настанале и така натаму. Значи, со една реченица кажано, сериозна криза во нашето заедничко живење, односно во нашето општество. Сега некои авторитети велат, тоа е така затоа што немаме посочување на вредности со личен пример. Значи, некој може би дека ние немаме професори, не дека немаме академици или луѓе кои што тоа многу добро го знаат како треба едно општество да биде средено теоретски, ама може би не е доволно или не целосно го посочува тоа со личен пример. Сега, вака чисто за да биде по-пластично, еден секојдневен пример е од лани како се однесуваа најврвните авторитети на универзитетите кои имаше некој штрајк на универзитетот, или уште по-свежо вие дел, морам да признам, дел од најголемите авторитети во државата во собранието и околу собранието. Со ова не станува збор за некоја прозивка, него чисто како да биде подобро. Поентата е. Значи, на крај на грешата да се поставува едно прашање, некој ќе посочи вредносен личен систем и со личен пример ќе го посочи само ако го има. Зашто има вредносни системи вакви и такви. Затоа има многу голема потреба за креирање и одржување на вистински вредносен систем. Пред да започнеме со вредносен систем, мораме да започнеме со вредноста на човекот. Значи, каква е вредноста на човекот? Овде ќе ви посочам вака можеби малце на афористичен начин, меѓутоа мислам дека ќе биде многу така мощно, пенетрабилно вредноста на човекот. Значи, кога ќе се роди едно дете, во првите 7 години од животот, нели покрај родителите што го учат основни хигиенски навики, да чита, да пишува, ќе го научат и нешто за односот меѓу луѓето, тоест така наречено домашно воспитание. Потоа, детето зголемува вредноста, односно завршува основно училиште, веќе вредноста е 10 единици, и како натака ги зголемува постојано своите образованија, да речеме високо образование, постдипломски студии, постига некоја многу поголема вредност. Сега таа вредност можеме да замислиме колку овај е академик или кај некој истакнат професор. Меѓутоа, ако биле пропуштени првите 7 години,
Односно, ако било пропуштено домашното воспитание, ајде му ги одземеме, вредноста на тој почитуван човек што завршил високи универзитети е чиста нула. Така да, пред да продолжиме за вредноста на човекот, мораме прво да разграничиме што е тоа човек. Значи има две стојалишта, односно две различни разбирања за тоа што е човек. Едното е духовно разбирање, другото е материалистичко разбирање. Духовното разбирање е човекот е творечко битие со бесмртна душа и храм за Божиот дух. Со природна потреба за слобода, љубов, самоизградба, почитување и што е најбитно со вграден вредносен систем во себе и со вграден контролен систем. А тоа е совест. Вака разбраниот човек има основна структурна и функционална единка е на семејството, заедницата, татковината и на нацијата воопшто. Сега има друго гледиште, сосема легитимно, тоа е материалистичкото гледиште, кое што вели постои само материја и материски закономерности. Материјата го изградила телото, човекот се состои од тело и телесни потреби и функции, кои подлежат на механички закони, кои во механички закони правуваат со животот и тие се сосема јасни. Имате потреба од глад, ја задоволите, имате потреба од одмор, изградите живеалиште, имате потреба од полов контакт, го продолжувате животот и така натаму. Нема место за тајна, нема место за светост, нема место за дух. Овие две гледишта се диаметрално спротивни, ден и ноќ, мраз и оган, меѓутоа што е многу битно, се сложуваат околу една точка, околу едно нив имаат заедничко гледиште кај што се силно се препокриваат. Јас се обидов во една реченица тоа да го сведам. А тоа е дека во голем дел човекот е производ на своите знаења и својот морал. Односно, неговите знаења произлегуваат неговите потенцијали, што тој време во секојдневниот живот да направи, од неговиот морал етика, односно како тој ќе се однесува према другите луѓе. И тие две компоненти главни го сочинуваат неговиот вредносен систем. Најпрво за знаењата. Значи, сведоци сме дека светот е во потрага по се поголеми знаења. Именно чисто вака една илустрација, сите знаења кои што се стекнаа, тие многу поинтересно пренесени меѓу еден меѓу друг, од нулта година до 2000 се помали од оние што се стекнати и пренесени од 2000 до 2010. Значи можете да замислите во која потрага по знаење и пренос на знаење е светот. Исто така во нашата држава, да речеме, што е сосема мене лично многу ми се допаѓа, има да речеме иницијатива, вика заврши 2 факултета место 1 факултет. Или децата наместо да учат јазик во основно училиште, ти почнуваат уште во градинка, па во прво деление веќе 2 јазика треба да учат и така натаму. Сето тоа е одлично и тоа се практични знаења. Како да изградите куќа, како да го одржувате здравјето, доктор, адвокат, градежник, односно знаења кои што ви го олеснуваат животот. И тоа многу е битно дека има и суштински знаења. Тие суштински знаења е што е живот, како што речат. Како да се помине тој живот, зошто постои, распознавање на љубовта од страста, насладата од вистинската радост, односно вистинската среќа. Тие се значи оние суштински знаења што човекот треба да ги стекне. Меѓутоа луѓето подразбираат дека тие ги знаат, се родиле со тие знаења, сега што ќе ги стекне. Откога ќе се убеди човекот дека треба да ги стекне тие знаења, треба да има одреден морал и етика. Јас лично го преферирам христијанскиот морал и етика, нели ние како организација. И основа на христијанскиот морал мора да се каже дека е основа на целокупното и општо прифатено етика и општо прифатено однесување. Се некој ќе рече, па не мораш да си христијанин, не мораш да си верник воопшто, за да бидеш морален човек. И постои ваков морал, таков морал, ми се чини има 4 енциклопедии, 4 тома за тоа што е етика. Значи постојат различни видови на морал и етика. Чисто вака преку секојдневни примери да ви додадам какви се морал и етика постојат. Ева, например, во Централна Африка има зулу племиња, пред да се ожени, например, младичот мора да стане лажго, ама супер лажго. Да излаже, значи 7 тие што се постари членови, како да ги наречам, мудреци во селото, или да го излаже шаман. Потоа, чим стане лажго, може да се ожени. Или, например, во Северна Америка имате морал кој што еден младич, за да покаже потенцијал татковски, сопружнички, треба што повеќе скалпови да им исечат. Луѓе убиени, скалповите ги сечи, ги закачи на шатор, тој со тоа покажува колку одбранбен и татковски потенцијал има. Еве, да идеме кај помирни народи, например, инуитите, ескимите. Ескимите, например, кога ќе дојде некој далечен посетител во селото нивно или во некој оддалечено игло, домаќинката е пожелно, нормално, сосема нормално, да спи, односно да има полов контакт со гостинот, ако се повеќе гости, повеќе ќе се покаже. Са може вака да ви е вас смешно или тоа, тоа е такви типови на морал има, да не одиме подалеку. Значи, еве нашите блиски пријатели,
муслиманите, комшиите. Каков е нивниот однос кон семејството и доста интересен е каков е нивниот однос кон жената. Значи, да бидеме реални, тоа што се нарекува западна цивилизација, тоа е христијанскиот морал и етика. Тоа е суштината. Сега, ќе се сложите, многу е неморално да го прифатите моралот, а да не го прифатите идејниот творец, затоа што секој да има идеен творец. Значи, морално е да го прифатиш идејниот творец, односно тој што го обмислил тој морал. Значи, духовната обнова најлесно се стекнува преку стекнување и практикување на овој вредносен систем, односно знаење плюс морал. Сега некој ќе рече, види, у тоа време лесно било, Византија ги поддржувала, царот бил христијанин или не знам, се у катакомби се криеле, сега духот на времето е друг, сега има друга култура, друг начин на однос меѓу луѓето. Така да се ставя многу голем акцент на културата и на духот на времето. Затоа да не должи многу се една реченица овдека, и извади в ова реченица на старец Паисий Светогорец, на духовна грамада од човек, кој што вели: европејците има развиена култура, а ние побожност. За нив ориентира културата, а за нас стравот Божи. Ние се повеќе губиме побожноста, а култура не стекнавме, така што сме сосема изгубени. Имплементирање на вредносниот систем, сега од кој ќе го прифатиме или сватиме, треба и да го имплементираме во секојдневниот живот. Најлесно ќе го имплементираме преку бракот, меѓутоа внимавајте, бракот сватен како света тајна, преку семејството како основна клетка на општеството и општеството како татковина, не како државен апарат за супримирање на слободите на граѓаните. Значи, брак. Бракот и неопходност од заедница, многу е битно тоа што неопходност од заедница и сите и атеисти се сложуваат околу тоа, дека човекот е создаден за заедница, не дека нема, да речеме, многу успешни луѓе кои што се самци или монаси или пустина жители или во секојдневниот живот сами успешни жени, меѓутоа тоа е процентуално исклучок, односно исклучок кој го потврдува правилото. И еве што рече и Отецот, тука многу се повторуваме, и го создаде Бог човекот според образот свој, според образот Божи го создаде машко и женско ги создаде. Значи, знаете, човек е маж и жена, две комплементарни половини кои што создаваат едно цело. Не може човек, во смисло кога ќе кажете човекот го направи тоа и тоа, човекот го измисли струјата тогаш и тогаш. Значи, човек не е само маж и човек не е само жена. Значи, го создаде според образот свој маж и жена. Значи, тие две комплементарни половини, тоа е човек. Ќе се прилепи кон жената своја и обата ќе бидат едно тело. Значи, ќе бидат едно тело, толку добро ќе функционираат како едно тело, значи тоа е благословена заедница која ќе вроди со плод. Меѓутоа, внимавајте, тој брак. Брак е единствено ако е благословен, засведочен пред Бога, засведочен од црквата, тоа е брак. Значи, не е брак, некои луѓе во последно време, мислам, не е тоа многу често, не некои луѓе него се форсираат тези, па ние слободно живееме, не знам што е некоја институција за забава, див конкубинат, види така натаму. Тоа не е брак. Значи, бракот, така сватен од црквата и благословен од Бога, може да биде мокно оружје и алатка во секојдневниот живот. Значи, бракот против шовинизмот, бракот против феминизмот, бракот против милитарниот хомосексуализам. Сега некој ќе рече, види, нема толку изразени не се тие појави во нашето општество. Ја ќе зборам 2-3 кратки примери од моето секојдневно живење. Например, често сме наметнували таква тема во друштвото и ми вика да ти млад се ожени, сето добро, добра е жената и меѓутоа не може секој ден да јадеш граф. Сега, дали веќе се сложат, колку шовинистички тоа делува. Или, например, феминизмот не е зафрлање. Пред скоро време имаше против абортусот една ситуација, едно движење против абортусот и имаше, како кај нас најчесто се случува, одма движење против тоа движење, односно за абортусот, право на абортус. И имаше многу волонтерани девојки кои што носеа плакати: нема да раѓаме, не сме инкубатори. Немајте се. Значи, јас сакам да ги прашам како они дошле на светот. Али добро. Нема да раѓаме, не сме инкубатори, најсветото нешто го сведуваат на 9-месечно мачење, односно инкубација. За милитантниот хомосексуализам не сакам да зборувам со паради и со тоа имаат право на дете. Пошто се уште сега во сите европски држави скоро тој предлог закон или е поминат веќе дека треба они да имаат дете и да одгледуваат дете. И сега многу е интересен моментот што вештачко дете, artificial intelligence, се уште нема, клонирање забрането, предпочита да ги земат нашите деца, пошто двајден не знаеме ние да ги гледаме. Семејството, значи. Пред заедницата на тројца луѓе да пријде во семејство, тие се поставуваат на клучно прашање, односно што сакам да имам. Тука е грешката. Прашањето треба да биде што треба да бидам. Значи, најчесто, мажот се вика, што сакам да имам згодна и убава жена, меѓутоа да биде таа и добра домаќинка, добра готвачка, да речеме. Наместо да се постави прашање што треба да бидам. Значи, треба да бидам добар сопруг,
кој што ќе овозможи повеќе љубов, нега и внимание на сопругата, па таа добро да изгледа, да бидам добар сопруг, така што ќе набавам одредени продукти на мидници, ќе помогнам во тоа да таа биде добра домаќинка. Например, сопругата си вика, сакам да имам две деца, едното да биде инженер, другото да биде архитект, вака и вака да изгледаат, не знам како, меѓутоа сакам да имам и добри гради, добри облини. Па не мора да го дојам детето, нешто ќе се снајдеме, вештачка храна. А треба да се постави прашање што треба да бидам. Значи, прво треба да биде мајка, прво треба да биде воспитаничка на тоа дете. Сега, значи, како што еден мудрец германски теолог рекол, со светот се управува детската соба. Значи, семејството како основен предуслов за создавање на добри луѓе. Не е логично дека семејството би требало да има потомство и сега создавањето на добар човек е уметност над уметностите. Но многу е лесно да правите нека скулптура, да нацртате нека слика, колку и да е скапата, колку и да е опасна, јака, грандиозна скулптура. Меѓутоа, уметност над уметноста, уметност на воспитанието, тоа е најјакото нешто. Знаете зашто? На проста причина, затоа што кога е уметникот најдобар? Кога твори за својот, ајде да речеме, учител, за својот мастер, затоа се вика мастерпис. Сега внимавајте, ние имаме можност да твориме заедно со вековниот творец. Значи он му го дава телото и душата на детето. А вие го обликувате рамо до рамо со творецот. Му дадете внимание, му го формирате карактерот, па дури и телото, со фитнес да се бави детето, го научите да биде екологиста, дури и телото му го формирате. Значи рамо до рамо со творецот, тоа е мастерпис, тоа е уметност на воспитанието. Меѓутоа, тоа треба да се негува и учи. Јас сум сигурен дека многу малци од нас тоа го знаеме, го негуваме, го учиме. Наместо тоа истата се подценува, се третира како да е секој достапна на секој што е физички способен да има дете. Затоа овде се повика една реченица на Николај Српски, односно попознат како Балкански Златоуст, кој вика: лесно ќе научиш простак, па дури и животно, но многу тешко оној кој не научен станал учител на другите. Сега завршите се, колку такви луѓе сте сретнале што завршиле секуларни јаки школи и они станали учители на другите, а се не научили. Откога ќе го воспитаме детето како да биде добро за себе, не треба да го воспитаме и како да биде добро за татковината. Татковина држава од нас. Значи, многу се испреплетуваат, поготово секојдневното живење, тие односи општество, татковина, држава. Така што, ајде со еден пластичен пример исто ќе ви го доловам. Значи, ако некога прашате како си задоволен од судовите, ќе рече: не е споро, ништо тешко да реформите, 5 години се влечам. Како сте задоволни, да речеме, од полицијата? Пунат буџет, ме сопра ваму, ме казна таму. Значи, не ја бива државата ништо. Па тогаш, значи, дај да смениме уставот, да смениме идентитетот. Не, тогаш веќе животот го давам, името не го даваме, Macedоnia Timeless и така натаму. Значи, тоа го гледате дека незадоволство од државата, меѓутоа огромна љубов кон татковината. Сега има поединци кои целиот свој живот живеат на територијата на својата држава без да го ја пронедат татковината. Знаете зашто? Зашто татковината е духовна компонента. Таа треба детето што од мало да се воспита што е татковина, да го сознае тоа, да го испроцесира и да може да носи таа духовна компонента на тоа што е татковина. Затоа што, како да ви кажам, татковината тоа е нешто што, од секојдневниот пример, има луѓе кои што, имам еден другар, жал не е тука го повикав, он често потребува тоа, вика: бе брат, знаеш како не оставиле татко и дедо, па јас од нула се мачам. Замислете каква мачење е тоа да не оставиле татко и дедо татковина, да немате литературен јазик, да немате национален идентитет, да немате на кого да се повикате. Значи граѓанин, ваму граѓанин, таму, не знам, како прасе во Техеран ќе се чувствувате нешто. И многу е битно тоа што чувствата за татковина, односно за патрија, патриотизам, кој што Бог го создал во нас, има шуплина, нема празнина. Некој што не се исполни со патриотизам, ќе се исполни со девијантен национализам. Сега внимавајте, национализмот не е лош сам по себе. Опасни се девијациите. Значи, девијациите на национализмот водат кон нацизам, кон национал-социализам и така натаму. Тој девијантен национализам отвара врата за морален релативизам на општествено ниво. Тоа е многу поопасно. Значи, што е морален релативизам? Она што е добро може да биде лошо, тоа што е лошо за мене не мора да биде добро за тебе и така натаму. Сега многу е битно, отецот многу инсистира, значи, да каже што е добро, многу пати го има тоа повторено, меѓутоа не е на одмет да го повторим уште еднаш. Значи, што е добро? Добро е само тоа што е промислено, создадено и благословено од Господ. Значи, се друго не е добро. Не може сега, Исус како вика, тешко на тој што лошото го вика добро. Куку и јал. Ама сега тоа што е лошо за мене не мора да биде добро за тебе.
секојдневни примери. Значи има државни, тоа е исто многу опасно, значи да потенцирам на обществено ниво кога ќе се поприми тој морален релативизм. Значи има државни начала, но има и глобални, разбирате. Сега на пример државно начало е да се развие економијата, не знам, земјоделството да се развие и да го зачувам идентитетот како македонци. Меѓутоа има и глобални, да речеме, начала, кои што велат, што има сега ние економија да развиваме нешто многу, кое е ново или на начин за 2-3 години веќе ќе бидеме дел од некоја развиена економија. Или, например, што има сега ние да развиваме земјоделство, кој така не го бива 2 милиона тука ќе јадеме турски лубеници и шпански цреши, тоа е глобализм. Што има да не брани нас војска? 10.000 сме тука. Може НАТО ќе не брани. И така натаму. Има тешки дроги, но има и лесни дроги. Ева, например, порано проблем беше да детето, секој родител, еве и сега, не сака детето да биде наркоман, да зима хероин. Меѓутоа, например, многу родители гледаат онака бегло, дури со симпатија, кога детето е бодибилдер, а не знае како станал бодибилдер, какви дроги користел за да стане добар кошаркар, успешен. Тоа се лесни дроги. Порано беше, не знам, лудило да некој сред бел ден пиеше енергетски пијале. Сега си идеш у кафич, Red Bull со водка нормално и нема проблем. Има црна маѓа, но има и бела маѓа. Внимавајте, исто така, сите ние сме, барем нормални луѓе што се вика, се плашат да децата, односно нивните ближни, не забегат во некој култ, да речеме во црна ружа, да не практикуваат некои тешки, не знам, спиритизми и така натаму. Меѓутоа, многу е симпатично, последно време, не знам дали знаете, дури онака пожелно, да во градинка имате на ситуација каде што се прославува Халоуин, или за тие што не знаат, тоа е ноќ на вештерките, па таму доаѓа некој магепсник, нешто им нуди на децата, и дете кое што ја нуди мудроста, внимавајте, детето ја носи мудроста, детето се вика Луси. Тоа е скратеница, ај сега да не имплицирам од што, тој што носи мудроста. И сега, ме разбирате, и сега сакам само за на крај да ви кажам, дека, окей, тоа е сето во ред, можеме да се подобриме, имаме потенцијал да бидеме подобри и можеме да бидеме македонски, но пред се ќе бидеме македонски за Македонија ако бидеме свој, а ќе бидеме свој само ако бидеме Христови. И на крајот, само уште една реченица што сакам да се понесете за дома, ако може. Значи, здрава индивидуа формира силна заедница, таа води кон моќно општество, изградено врз морал и совест, кој ќе може да се нарече таткови. Полека се приближуваме до главната точка, односно главниот дел од вечерашното наше собирање, вечерашна свеченост, а тоа е благодарноста, потребата од благодарење и потребата да се заблагодариме на оние личности што во изминатата година некако најмногу се вткаиле, најмногу придонеле за движењето до дома да се движи ем побрзо, ем поцврсто и постабилно. Тие го дадоа најдобриот дел од себе си, ние останатите што учествувавме го примивме и го ценевме тоа што сите оние го дадоа и го поканувам отец Ивица Тодоров да ева до мене, тој ќе ги додели наградите, а јас ќе ги соопштам најпрво имињата. Ќе одиме поред, така? Само накратко. Ајде. Да, нема 5 цара, Виде, кога се собравме заедно да изразиме благодарност на оние што навистина најповеќе се вложија оваа година, беше тешко. Пред се му благодаревме на Бога за тоа што ги имаме оние на кои им благодариме денеска. Но исто така, навистина многумина придонесуваат за се тоа што се прави. Придонесуваат и моите собраќа од црковната општина Свети Ѓорѓи Чај, чии денеска представник е отец Јован тука, заедно со ѓаконот Игор. Исто така има многу и од мојата парохија, и од неговата парохија, од парохијата на црковната општина Свети Ѓорѓи. Исто така голема благодарност и на сестра Ружа која го води хоро. Да, навистина на многумина од вас нимаме неискажлива благодарност затоа што сите вие навистина со тоа што го имате во вас придонесувате да чувствуваме радост, да чувствуваме љубов, па и да го чувствуваме и животот од Бога благословен. Но сепак оваа година, како што и секоја година, се решивме за 3 личности. Арно, ама во оваа година влегуваме во еден друг контекст. Не само на личност, туку и на брачен пар. Кој на вистина, пошто велиме семејни вредности,
Или ние велиме, де овој, де оној, чека малце, викам. Тој е заслужен затоа што неговата сопруга е таква како што е. И они заедно се тимот, заедно се домашната црква. Така повели братушко. Па затоа најпрво ги поканувам Јани и Силвана Раптеви. Да примат благодарноста. И како што вие со вашата вера не просветувате и ни сведочите како треба, така ние учиме од вас. И братовица се истински пример како треба да се живее. Само на мене да се насочуваш, ќе погрешиш многу. Така да сигурен сум дека имало и многу други луѓе кои што би требало да добијат оваа благодарница. Кога ми се јави, мислев дека се сгрешил нешто. Вика ми сега се шегуваме. Да. Фала многу на дома, фала на сите. Се надевам дека ќе се среќаваме во некој друг контекст, во уште поголеми успеси на нашето движење и мислам дека сме направени. Амин. Следните двајца изгледа да се доста активни. Тука е Дејан и Љубица Костовски. Ние ги рекуваме брат и сестра за се. Тоа не е можно. Што се они може да направат? И затоа приведете да Јово е символ на Бог и да заедно помагате. Иначе, јас сум Дејан Костовски, ова е мојата сакана сопруга Љубица Поточева Костовска. Иначе, ние дојдовме до дома, значи на првата недела на седмицата на Светото Писмо. Првата година, значи кога беше после незе активно се вклучивме во се оно што можеме да, значи гледате видеа, камера, Се ова, заедно, се тоа. значи озвучување, се што можеме да помагаме. Така да ова е уште поголем поттик за мене да ја сведочам Христовата вистина за како може да се заедничари и да се оформи големо семејство како што е ова овдека. Овој момент, повеќе сакам да се сликам и да се снимам и да се кјутам, а дома да се зборам. Велат за секој добар и успешен маж стои добра и успешна жена. Јас му благодарам пред се и на мојот сопруг и на сите членови, симпатизери, следбеници на до дома, што во сите моменти стоја покрај нас. И на крајот нашата драга сестра Нели, сите така ја познаваме, меѓутоа она се вика Данила Миланова. Но ја викаме нашата пчеличка. Сега, она не е во брак. Но целата незина посветеност кон Бога, кон патот на светоста и кон за... Не мора да спориме кој. Кој не ја знае? Ако се запознае. Сакам да се заблагодарам на сите вас кои ми ја укажате довербата, доделувајќи ми ја оваа благодарница, ме прифативте со сите мои добри мани и ми го разубавивте животот. Воедно моето семејство се прошири со многу браќи и сестри во Христа, со кои можам да ги споделам и дагат и среќата.
Уште еднаш ви благодарам. Почитувани брати и сестри и приятели, ако сте мои приятели на Фейсбук или членови на групата да живееме заедно со црква, па и онака. Гледате дека се повеќе и повеќе ставаме видеа со христијанска духовна содржина. Многу од тие видеа се всушност емисии снимени од нашата сестра во Христа Катица Трајковска-Абјанич, која многу ви благодариме затоа што навистина се обидува колку што и се силите да помогне и во овие наши медиуми такви какви што се да продре вистинската автентична христијанска порака. Па тоа што го правиме медиумите, го правиме тоа што не можеме тамо кај што не можеме со медиумите да успеваме, еве интернетот го користиме, а интернетот, да ви кажам наискрено, е таков медиум кој е иднина за проповед и сведоштво на христијанското евангелие. Интернет. А да се отидеме на враќање кон автентичното рано христијанско предание на црквата. А тоа е да се живее на вистински начин во црквата, во телото Христово и да се биде вистински негов ученик. Ние навистина многу од тоа научивме на црквата. Јас сум навистина трогната, искрено трогната. Многу ви благодарам. Благодарам многу на Отец Ивица и на сите останати кои со кои имав можност да соработувам за соработката во редакцијата која постоеше за религијска култура во македонската телевизија. И во сите оние моменти на изненадно повикување за снимање, подготвеноста да се снима и да се направат сите тие емисии. Благодарам уште еднаш и прекрасно е што постоите. Во рамките на нашата програма или проект, како сакате, Заштитничка рака, има многу активности. За не е убаво тоа да се говори на колкубина се помага и на кој начин се помага, затоа што Господ вели што знае левата да не знае десната. Но навистина имаме тука една личност која во поново време така да се приклучи на нашето движење, сестрата Светлана Михајлова, која неседично помага, нема толку време затоа што се занимава со бизнис и така натаму, но помага на еден материјален план да им се помогне на многумина семејства кои навистина имаат потреба од она што е најнеопходното, а тоа е храна. Мислам дека завршивме со благодарниците и благодарењето, меѓутоа не е завршена програмата се уште. Следуваат нашите најмали и најмили. Ајде, мали и мили, кај се? Па си изгубили се. Ајде, Санечка. Ќе мора да станеме сега. Стиката. Отче
кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен, дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што ми проштеваме на нашите должници. И не војдувај не во искушение, и избави ни од лукавиот, зашто Твое царството и силата и славата на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амен. Те молиме, Татко наш небесен, те молиме во името на Твојот Син, Исус Христос, благослови ја нашата црква, благослови ја нашата татковина Македонија, благослови ги сите семејства, сите татковци и мајки, сите деца и научи не да живееме во Твојата вистина и љубов, за така сите да не познаваат дека сме Твои деца. Амин. Амин. Сега се приближуваме до крајот. Ви благодарам уште еднаш за вашето присуство, за вашето движење, за вашиот подвиг да бидете овдека вечера заедно со нас. И на крај завршуваме исто како на почетокот со една музичка numera, а потоа следуваме нашето дружење и нашето закрепнување телесно со сопчиња и закуска во ходникот. И за тоа благодарим на сите сестри што се потрудија да донесат. Се е дома направено! Има доволно храна и пијачки, не се грижат. Вечниот Бог слегува и во утробата на древа се вселува. Свет, свет, свет си, милостив Господи, царот на сите и Господ, дојде тој што Адам го создаде. Херувим, херувим, радувај се, пресвета владичице. Рождеството поучува и не радува, а чиновите ангелски се зачудени. Терирем, терирем, радувај се, пречиста. Дојдете до пештерата да се приближиме и во јасли како лежи Господ да видиме. Свет, свет, свет си, милостив Господи, од исток мудреците доаѓаат и дарови носат достојни. Херувим, херувим, радувај се, пресвета владичице. Кога слушна Ирод за настанот, целиот се потресе озлобениот. Терирем, терирем, радувај се, пречиста. Небесата слава ти се радува, а
Господи.